Повеќе од 23 столетија ме врзува со ова библиска старозаветна земја македонска. И толку столетија сум духовно овде, во оваа Македонија, а бев и онде, понака, во онаа Беломорска, и во онаа Прохорчинска, и во онаа Задезерска, и во онаа Горноџумајска Македонија. И бев, додека јас бев и во онаа Маседонија Прима, која именував од Пела до Персија цела. Некогаш за светот бев Бог, а денес уште ме памета и уште трошат од мојот ум и од мојата мудрост. Но другите, околните, кои сакаат да ме присвојат, а ме нарекува варвари. А вие, македонци мои, вие зарем сосема ме заборавивте, или некој постојано ме сокриваше и ме оддалечуваше од вас, или пак секогаш до моето име ви пишуваше големиот, велики Василев трети, но никогаш македонски, македонци мои. Александре, царе, крале, Господ е со тебе, императоре, и ние сме со тебе. Кажувај ни, крале наш македонски. Ти мора да си Гоце Делчев, роден 2228 години по моето раѓање, организатор и стратег, идеолог и ум на македонската мисла и на македонската револуција. Сум чул за тебе, Гоце. Ти се восхитувале и македонци и душмани. Си бил вистински патриот и мој следбеник. Добро е, еве што и вака, ќе можам да те сретнам, да те видам, за да ти кажам. Кажувај, император. Слушај ме, Гоце. Дојдов по многу столетија далкање низ историјата и низ географијата светска. Ја барав мојата македонска империја, од Индија, од Персија, од Египет до овде. Ми рекла дека уште само ова парче земја било под македонско владење. Уште само ова, а другото каде е? Каде е сето друго? Каде е мојата македонска империја? Кај ја отуѓивте? Кај ја оставивте? Кој ли ви ја одзеде? Како ја испуштив, така ли се чува земјата од татка, од деда и пратеда? Така ли се чуваат и почитуваат корените и аманетите? Така ли, македонци мои? Поминаа лоши времења, императору. Од секаде надоаѓа луѓе и ветришта.
Од секогаш имало луѓе и ветришта, но имало и мажи македонци кога ќе затребало. Но имаше и предавници, и кодоши императори. Постоја заблуди. Знам, Гоце, знам, и не само тогаш. И колку што се зголемуваше бројот на кодошите и на предавниците, толку се намалуваше Македонија и македонците. Еве, ова остана денес. Оваа Македонија, малку, но сепак под македонско владење. Малку е, војводо, малку. Малку станало од земјата што беше светска силна империја. А слушам сте се заколнувале дека ќе го чувате заветот, аманетот. Аманетот од предците, од древнина. Се колневме императору и се жртвувавме, но времењата беа макни и се веруваше во погрешни браќа и во погрешни богови. Вашите браќа ве издале, војводо. Знам, имаше браќа, и лажни и вистински, и водачи имаше такви. Непокорен кралу македонски, беше тоа лошо време на делби и поделби. Секој тргаше на своја, но и на погрешна страна. Македонци останувавме малкумина и такви гиневме, млади. Не убива во Баница, во Софија, во Солу, во Цер, на Мечки камен, во Смилево, во Паралово. О Боже, какво проклество немаше снајдење. А се боревме императору, се бореа и други по нас. И по други места македонски гинеа за Македонија. И беа убивани во Велес, во Струмица, во Предморијено јужно, во Задезелно западно. Знам, војводо, но мисијата на секој вистински патриот е вистински да се бори и да се жртвува за својата мајка и за својата татковина, за дедовските корени и аманети. Таква беше и нашата мисија, императору. Но жално е, се гинеше и за други, туѓи интереси, на туѓи фронтови. Освојувавме Истри и Сремови, а губевме Преспи и Солуни. Жал ми е, вистинска ми е жал, војводо, што тоа така низ векови и низ времиња и невремиња се случуваше со вас, македонци мои. Но јас сум сепак горд на сите оние што себе си се нарекуваа македонци и што како такви гинеа за Македонија. И горд сум на тебе, војводо, што ти ми ја прочита мојата мисла за освојување на светот. Да, непокорен кралю, учејќи се од твојата мудрост, јас го разбирав светот како поле за културен надпревар меѓу народите. И восхитен од твојот ум, сакав и се заколнав дека со наша македонска култура, без оружје и без омраза, ќе го освојам сиот свет. Горд сум, војводо, што низ историјата македонска сепак имаше луѓе и мажи како тебе, како Христо, како Јане, како Даме, како Рацин, како Ченто и како некои вистински македонски патриоти кои денес вистински мислат на Македонија и за Македонија и кои веруваат во своите древни корени и во мене, вашиот Александар. И токму затоа, вам, на јунаците и на војводите, на вистинските мажи македонски, ви го оставам во наследство аманетот за воиднина. Кажувај, императору, кажувај за аманетот. Еве, земи го ова, војводо, ова е аманетот. Читај го
проучи го и предај го на сите твои и мои потомци, да знаат и да паметат од каде им е изворот и коренот, да знаат кој беше Александар Македонски. Ти повторувам, војводо, Македонски. О, колку сум почестен императору! О, колку сум среќен кралу се македонски и севременски! И колку ми е радост чудесна што се случува оваа средба, во ова време, во оваа Македонија и пред овие македонци. Уште само нешто, војводо. Кога ќе го предаваш аманетот, кога ќе го читаат, те молам нека удрат тапани. Нека удрат тапани и нека ечи песна македонска. Зашто и таа, песната македонска лекува. Зашто и таа покажува дека овој мој македонски народ до вечност ќе векува. Толку за сега, војводо. Но ние сме духовно сврзани и пак, уште многу пати, по многу децении, по многу столетија и по многу илјадолетија ќе се сретнеме и ќе се подсетиме на заветеното. А сега с Богу и останете мои до крај. Бидете македонци со штит и со звезда македонска.
Dobar den, čestit praznik, milo mi je što ovakav topol ambijent, ne zaradi parното грејење кое што е вклучено, туку заради вашата душа и желба да присуствувате на еден македонски патриотски празник. Дозволете најнапред пред да почнам да окажам ова што сум го подготвил, да изразам голема благодарност до оние кои не удостоија и заради чие што присуство пријадбата ќе изгледа побогато. Најнапред поздрав до сите родители заради чии што деца сме овде на ова училиште да ги учиме и да ги посветуваме. Поздрав до сите мои колеги овде вработени кои што тоа го прават за децата и за родителите. Поздрав до представниците од Министерството за образование и наука. Поздрав до градоначалникот на општина Осел. Поздрав до сите колеги, представници од другите училишта, а особено ми е задоволство овде да ги поздравам присутните гости, представници од други училишта, од други градови, училишта што го носат во целото име од Гостивар, Подгорци, Демир Клисар, Ресен и сите оние што не ги забележа кога дојдоа. И бидете добре дојдени сите вие кои што сте овде, а сте овде за нашиот празник. На прагот сме на уште еден милениум. Третиот милениум во кој влегуваме повозрастни од вчера, постари и помудри, побогати со знаење. А знаењето не е само сегашноста и не се стекнува само со иднината. Знаењето, почитувани, е мудрост која извира од минатото, од историјата на човекот и од неговите тајни, откриени и неоткриени. Мудроста пак наша денес е да се навратиме низ оваа долга историја милениумска и да се подсетиме на она што нас како македонци не одделуваше, не паметеше и по кој што ние сме запаметени во историјата. За нас и зад нас македонците останаа повеќе од 2 милениума. Ние сме редок народ кој го живееше времето пред Христа и времето по Христа. Во тој милениум пред Христа македонската мудрост ја создаде преку Филип II Македонски и Александар III Македонски најголемата светска империја, македонската држава, која се простираше од овде и од некогашната наша престолнина Пела до Египет, Персија, Индија. Силата и умот на македонецот го одбележаа токму тој милениум пред Христа. Следниот милениум, или првиот милениум по Христа, Македонија и македонците значеа свето место и зрачеа светла верба во Бога. Од тука, од Македонија и со доаѓањето на свети апостол Павле, отпочна се шири христијанството на овие и на други пошироки простори. Македонија влезе како име и како народ преку старозавештението, но и преку новиот завет во историјата и во Библијата. Тоа беше почетокот на првиот милениум. Крајот на првиот милениум или последните 2 века од истиот, светот одново ја запамети Македонија по умот, мудроста и по писмото. Како што веднаш по Христа оттука се ширеше христијанството, така сега кон крајот на тој прв милениум, од тука, од Солун и од Македонија, прво учителите свети Кирил и Методи, преку своите ученици, нашите Климент и Наум, ги упесменуваа народите на наш правомакедонски, на наш црковно македонски и на наш старомакедонски јазик. А тогаш, кон самиот крај на првиот милениум, поречиси цел еден милениум, овде на овие простори се создаде уште една македонска држава, Самоиловото македонско царство, кое остана и остави белег во историјата на овој неизбежен Балкан. Така заврши првиот милениум во Христа за нас македонците. И вториот милениум во своите последни векови ја имаше Македонија за свој центар.
за своje žarište. Македонија стана мајка на маките и на страданијата. Беше тоа време на македонски црнила и горчила, на македонски кодошла цика и навелија, време, не време, во кое се раѓа и умира јунаци, сердари, војводи и синови македонски запаметени. Оние кои останаа македонци и кои веруваа во своите предци, носејќи го штитот и крстот преку својата Голгота до својата и наша македонска вечност, тие сите, Миладиновци, Парличевци, Цепенковци, Карпошовци, Делчевци, Груевци, Санданисти, Мисирковци, Рацини, Чентовци и други родолюбци, преку мудроста и патриотизмот се одолжија кон своите предци, но не задолжија нас, нивните потомци. А ние, што направивме и што треба да направиме за однапред? За иднина, за биднина. Треба, како што би рекол Мисирков, да го милуваме нашиот јазик, да го милуваме и чуваме нашиот македонски народ и нашата татковина, но и нашите корени, нашите исконски предци и од пред Александар Македонски. Да го предадеме нивниот аманет до нашите поколенија, за да ја продолжиме нашата историја, нашата македонска вечност. Само преку делата, само преку самоспознанието, само преку учењето и само со верба дека сме исконски старозаветен народ, само така ќе го оттргнеме од себе стравот и несигурноста за иднијата и срамот од едномакедончената стварност. Ние сите, повозрастните, добро воспитани, доблесно во македонски дух, да ги учиме и да ги насочуваме нашите деца и нашите ученици, а тие така научени да создаваат нови добра со кои ќе збогатат и зголемат оваа Македонија и ќе го вратат барем преку умот и мудроста низиното древно македонско место во светот и во светската историја. Да веруваме, почитувани присутни, и да учиме и да се напојуваме од нашите древни корени и веќе ќе ја имаме иднината. Нека и преку овие